Почитувани, неспособноста на владата благовремено да набави лекови за ретки болести на граѓаните не треба и не смее да се заскрива позади лагата дека законите ја кочат набавката. Тоа не е ништо друго, освен лага. Веднаш лекови согласно постоечките закони, ама веднаш. Владата бесрамно се обидува да печали на здравието и животот на граѓаните. Законските измени во Законот за лекови и медицински средства, како и Законот за здравствено осигурување, се направени единствено за системски грабеж, додека пациентите повторно ќе останат без лекови. Ниту еден живот не смее да биде загубен поради неспособноста на времено да се набават лекови. Ничија мајка, сестра, сопруга, сопруг или деца не смеат да плачат заради загубен живот кој можел да биде спасен, но не е, поради криминал, недомаќинлук, неспособност и суета. Предлог Законот за дополнување на Законот за лекови и медицински средства, иако владата се обидува да го представи како решение на проблемот со набавка на лекови за ретки болести, содржи единствено само малверзации. Имено, со законот, Министерството за здравство склучува посебни договори со фармацевтски компании по претходно дадена согласност од никој друг, освен владата. Најскандалозно во овој закон е тоа што цената по која треба да биде набавен лекот од производителот ќе се третира, видете, како деловна тајна, што е во директна спротивставеност со законот за јавни набавки. Ова значи дека фармацевтските компании кои што ги набавиле лековите ќе може да го продаваат дадениот лек многу поскапо од колку што го набавиле, а при тоа лицето кое што ќе го купи лекот нема да добие рефундација на средствата. Ова е класична злоупотреба на лицата со ретки болести и богатење на грбот на овие лица, кои што единствено што бараат од државата е да го преживеат секој ден. Значи, мои сограѓани, со овој закон сами ќе си го купите лекот по вртоглави цени и за тоа нема да добиете рефундација на средства доколку истиот биде набавен. Владата не се грижи за вас, туку само за посебните договори од кои што некој лично ќе печали. Законот ќе бараме веднаш да се повлече и итно да се направи нова набавка согласно постоечките закони. Ви благодарам. Дали има некој прашање? Повелете. кој начин изоштвање на наука и информација, на кој начин, дали може со некој од овие закони да се интервенира набавката на лекови? Сите постоечки закони дозволуваат набавка на сите медикаменти. Немарливото работење на Министерството или пак на владата во целост доведе до ситуација во која што имаме недостаток на лекови кои што коштаат живот на наши сограѓани. Нема никаков проблем во законите, има проблем во спроведување и имплементирање на законите кои што се постоечки. И сега имаме нов предлог законско решение кој што всушност со таквите измени не го решава проблемот. Постоечките закони го решаваа проблемот. Овие предлог законски решенија се само заради спроведување на малверзација и печалење.